Македонија 2025 година. Железнички премин на 30 на километри воздушна линија од центарот на Скопје, кај селото Лопате. Сигнализација има, но не работи, па на преминот застануваат и возот и автомобилите. Возачите со палење долги светла му сугерираат на машиновозачот тој да помине прв. Тој пак со звучни сигнали се чини дека им остава предност на колите. Едно возило поминува, другите остануваат да чекаат. На крај, композицијата тргнува со лазење. Откако се чини, сигурно дека сите се согласија кој треба следен да помине. Оваа сцена ја затекнавме случајно на 9 декември. Ни даде повод да провериме дали исклучок или правило. Си зададовме реалистична задача да ги провериме, ако не сите, тогаш поголемиот дел железнички премини на пругата која оди од Скопје до граничниот премин со Србија, Табановце. Првото застанување ни беше во населбата Хиподром. Затекнавме момент кога доаѓаше локомотива по пругата која ја сече улицата Благоја Стевковски. Иако искршени, имаше рампи, а и звучна сигнализација. Сепак, машиновозачот застана на крстовницата со свирење, за да ги предупреди возачите. Од Хиподром, патот не водеше кон Миладиновци и Делјадровце. Во селото Делјадровце звучна и светлосна сигнализација има, но не достига главното – рампи. Случаен минувач што го користи овој пат 2 пати на ден, вели дека на преминот нема рампа од распадот на Југославија. Имаше тука луѓе, нели, како ги вика, не знам, отвара рампи и кога се распадна системот и више нема. И од тогаш нема рампа? Да, од 30-40 години, сигурно. Но додаде тој, не е за верување и сигнализацијата која има, звучната и светлосната. Зашто знае рампата, нели, да работи, као светлосна сигнализација има, меѓутоа воз нема, може да чекаш пола сат, воз нема. И на свој ризик погледнеш лево десно дали има некој, за да поминеш. Ако има полиција понатака, ќе те стопира, ќе ти земе дозвола, се поминал на, нели, на недозволена рампа, нели, светлосна сигнализација работи. Од Делјадровце патот не водеше до Агино село. Железничката линија ги дели ова со селото Брзак. Местото каде што поминува возот остава впечаток дека тука времето застанало. Стар објект кој некогаш служел за вработените во железницата. Стара звучна и светлосна сигнализација. Нови беа само камерите. Не стемни, па решивме нашата мисија да ја продолжиме следниот ден. Утре дента од Брзак продолживме до селото Романовце. Во селото има 2 железнички премина. На двата премина има стара звучна и светлосна сигнализација. Воопшто нема рампи. Жителите велат низ годините имало несреќи и со човечки жртви. Еден повозрасен човек ни раскажа дека на еден од премините го загубил внукот од брат. Во друга несреќа, неговите синови завршиле со потешки повреди. Prvi treba dvite. Se kto ka pas rejtar, nizde ka teror pa prende hiç. Taman i heka na to rejtart, gjali në vllavit ma ka me makina. Haj gjali ka pasën 5 vete, 4. Para 3 vete ju ka ra makina gjeve me. A bon operaci 3 herë, njerë u bon shkup, nuk patu s'pe. Edhe 3 herë në Gjermani e kam bon, edhe agjen nuk ka s'pe. E kametën shtina me krajnë, kametën si sakat kametën. Друг соговорник ни кажа дека тука нема рампи со години. Që ndoshta 6-7 vite. A keni kërku do njerë Kena kërku, po çfarë se kena kërku? Asgjë. Pik.
Пи комунос ке на коркупи, ке на интервену пормес баш си локале. Аматон скакуџан. По Романовце, една од најкритичните точки на кои најдовме е преминот што веќе го спомнавме на почетокот на сторијата. Во селото Лопате, овој железнички премин го користат околу 30.000 жители на општина Липково за да стигнат до Куманово. Очигледно е дека има нови рампи и дека има уреди за сигнализација, но таа, како што покажуваат и нашите снимки, не функционираше во моментот кога поминуваше воз. Додека колона од коли чека да помине ненајавениот воз, ги прашавме возачите колку време не работи сигнализацијата на овој премин. Çdo ditë kemi këtë problem. Çdo ditë. Po që ja 10 vjet po i ka. Vinë punëtorët e këshirin, rrinë gjithë ditën, nuk punojnë, nuk e ndreqin. Po duhet me punu diçka me ndreq, ja rampët me ndreq si duhet. Ja se me ndreq dhe një urë, që me pas në nënkallim e di. Treni, ambos, qashtu ka në plan, dhe s'ka kur gjapet. Друг соговорник од селото Лопате вели дека работници доаѓаат и ја поправат сигнализацијата, но сликата се повторува после само неколку дена. Додека не изгине некој, да оди да курбан некој човек, нема да ги поправат. Еве јас често пати застанувам тука, за да можам да не бидат колоните дугачки по 2-3 километра, па и 5. Па не дај Боже, че се деси некој болен, некој трудна жена, која не може да чека половин сат или сат време додека дали ќе наиде воз или не ќе наиде. Крајната станица на железничката пруга на север во нашата држава завршува во пограничното село Табановце. Не помина воза да видиме дали работи звучната и светлосната сигнализација. За рампата немаше потреба од тест, таа не постои. Блиску до железничкиот премин затекнавме човек кој работеше на нива. Не су ни постојале рампе, од како знам. Од како смо тука. безбедно тука да се поминува? Безбедно ништо не е. Како што гледате сами, нема ништо. Нема рампи, нема сигнализација, нема ништо. Кој како сака, така поминува. Откако ја документиравме сликата на терен, се обративме до јавното предпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Република Северна Македонија. Ни одговорија дека во земјава има 233 железничко-патни премини, од кои 15 на релацијата Скопје-Табановце и дека сите работат целосно и исправно. Исклучок велат се премините преку пруги на кои во моментов нема сообраќај. Сепак, од јавното предпријатие, како сами да си го подкопаат тврдењето дека се е во ред, со одговор на нашето прашање зошто возовите застануваат на премините. Според сообраќајните прописи, доколку не функционира сигнализацијата на патниот премин, возот застанува пред патниот премин, дава звучна сигнализација и внимателно го преминува патниот премин, а патните возила треба да застанат. Едно од местата каде снимевме воз да застане на премин беше во Лопате. Иако таму сигнализацијата не работеше, од Железници и инфраструктура тврдат дека не станува збор за дефект. На патниот премин Лопате, кој што е модернизиран и на кој е поставена опрема за сигнализација, во моментот се врши пробна работа на оваа техничка опрема. Откако ќе завршат сите тие технички активности во периодот на тестирање, сигнализацијата ќе биде постојано во функција. На прашањата пак зошто нема рампи во некои од местата, како во Табановце или Делјадровце, од Железници ни објаснија дека на премините со помала фреквенција на возила такво нешто не е ниту предвидено. На нашето прашање, чија ќе биде одговорноста при евентуална несреќа на премините, на кој е очигледно дека не функционира сигнализацијата, ни одговорија. По секој инцидент или несреќен случај, комисија излегува на терен и изготвува записник за причините на вонредниот настан. До сега немало одговорност ниту кај Македонски железници инфраструктура, ниту кај персоналот на Македонски железници. Од јавното предпријатие тврдат дека нивните инженери постојано ги поправаат и обновуваат патните премини, но додаваат дека за нивна модернизација се подеднакво одговорни и општините на чија територија се наоѓа патниот премин. 360 степени
Ке продолжи со теренска проверка на железничките премини низ земјава. Општините ќе бидат една од дополнителните адреси од кои ќе бараме одговори.